стандарден проект по предметот вовед во наука за податоци. Со темата број 6 треба да се изберат 5 различни временски серии кои имаат во себе податоци за изминатите 4 години. Например, податоци од берза, криптовалути, цена на нафта, злато и цена на земен газ. Потоа да се направат наједноставни корелации помеѓу податоците. И за крај да се најдат и неколку други видови на корелација помеѓу податоците, меѓу кои корелацијата со зададен window за истото да се пробаат повеќе вредности за window кои имаат смисла согласно податоците. Првично, некои од фаиловите беа во XLS files, па затоа ги сменив во CSV files за да бидат сите во ист формат. Искористив неколку библиотеки, од кои Pandas е библиотека со отворен код на Python која обезбедува алатки за манипулација и анализа на податоци за работа со структурирани податоци. Matplotlib е Python библиотека со отворен код за создавање статични, интерактивни и анимирани визуализации и ја користиме за прикажување на сите матрици на корелација. NumPy е open source основна библиотека за пресметување во Python. Откако ги вчитуваме податоците во посебен дата фрейм, ги спојуваме сите датуми да се со ист формат со помош на некои од алатките споменати погоре заедно со мои функции специфично направени за овие датум. Откако ќе испоиме во еден поголем датасет, проверуваме дали има нул вредности и ги дропнуваме. Откако ги дропнуваме, проверуваме дали има било какви ненумерички вредности. Овде правиме функција convert string to float, која што ги претвара сите string вредности во float, со цел точно и прецизно работење на алатките за корелација кои што ќе ги користиме понатаму. Потоа започнуваме со корелациите и нивното значење. Пирсоновата корелација е начин да се измери како две работи се менуваат заедно линеарно. Потоа во оваа корелација можеме да видиме дека корелацијата е прилично висока помеѓу акциите на Ford и сите други земени цени, а најмала е помеѓу природниот газ и криптовалутата, која што сепак не е ниска корелација земено објективно. Кендал корелациите се прилично пониски, но сепак со слична процентуална фреквентност како и Пирсон корелациите. Причината за ова можеби би била фактот што Кендал корелацијата не претпоставува линеарност помеѓу податоците како и истата на Пирсон. Со Windows корелацијата направивме споредба и визуализација на нивната просечна корелација со сите други елементи во нашето податочно множество и ги добивме следните резултати. За 7-дневната корелација има многу скокови и падови на нивната корелација. За 30-дневната корелација може да видиме дека се намалуваат скоковите и се подобрува интерпретацијата, односно може да видиме некои трендови во текот на овие 4 години. Според мене, најдобрата визуализација и логика која може да се интерпретира е на 365 денови, каде што е доволно генерализирано за да има некакво разбирливо значење корелацијата помеѓу земените продукти. На 500 денови може да приметиме дека се уште има некоја генерализација интерпретабилна и можеме да вадиме заклучоци временски според истата, но недостатокот е тоа што генерализираме малку повеќе од потребното. Накратко, проектот вклучува анализа на разновидни серии на податоци кои опфаќаат 4 години, покривајќи финансиски аспекти како што се цените на акциите, вредностите на криптовалутите, цените на нафтата, за златото и цените на природниот газ.